Ето, пак понеделник. Немај да мрчам и да кукам колку не го сакам. Појаки од мене. Не можам да го игнорирам, ани да го прескокнам. Кај сте ве, дечки? Како викендот? Направивте нешто паметно? Кај го искористивте слободното време да се исполните некоја желба? Да, браво! Што се чудите? Па, нели протестираме? Додуште, јас само без тон. Со слика мора да ми има, затоа што штета е да ве лишам од ова убавина. Ова беше протестот на Локумџи во рамките на громогласната тишина на ТВ Нова, ама во наш стил, нели? Остай тоа, вие по дома што се чудевте зошто немате тон или шо име на овие, нели гледа дека нема тон, а? Да ги видите во техника овде. Не им најавив за протестов кога се растрча по потенциометри на миксета. Мафтаат позади камера. О, микрофончето марќе ми сигналира да презам доста кат, имаме технички проблеми. А ја протестирам. Бог да чува, не може човек на рад да покјути шо мисли. Синоќа, кај Веро 2 во Тафталиџе, локални фраери пак сакаа да бидат брзи и бесни и брчаа со коли и мотори. Искрено, ни брзи, ни бесни беа, туку само галанџи што се ги мереа колкави им се. Колите и моторите не, луѓе се жалат, биле вознемирани, кукаат на интернет, некаде прочитав и дека се јавиле у полиција. Јас да ви кажам од сигурни извори, дека додека сето тоа се дешавало, на неколку метри од Веро имало полициска кола паркирана на автобуска станица. Сега, не знам што се десило понатаму. Дали полицајците чекале да се соберат сите мангупи па да ги искараат сите одеднаш? Дали биле љубители на брзи и бесни па си гледале во живо или... Не знам. Може да биле на тајна операција. Мангупите ги снема после, може би полицајците завршиле работа. Не ми се збори за Скопје. Ако продолжам, ќе треба да се фатам и за Кео, па ќе ја правиме голема. Затоа... А сега вести од светот. Пазете ова. Банда роми нападнале човек и му го отсекле половиот орган откако дознале дека спиел со девојката на еден од членовите. Напишал Daily Mail, а пренесе наш Телеграф. 40-годишниот британец бил пронајден во лоша состојба, како го бара својот полов орган во блиските грмушки. Тој веднаш бил пренесен во болница. Настанот се случил во близина на Мидлсбро, Англија, а британската полиција го затворила автопатот и продолжила со потрагата на отсечениот пенис. Требаше друг прст да покажам, нема се. Нема информации дали потрагата била успешна, но полицијата го пронашла и уапсила 22-годишниот напаѓач. Ај сега уште еднаш размислете што вест ви кажав и направете си слика за настанот. И? Не е смешна? Ичне. Една од најбизарните теории на завери во светот доаѓа од Финска и може да се сведе на Ајне Клајнен или една реченица. Финска всушност не постои. Се почело како шега, ама како интернет користи секој, па макар и со 2 грама мозок, работите излегле од контрола. Еден корисник на Reddit раскажал како кога бил мал, родителите секогаш му раскажувале дека Финска всушност не постои. Тој сакал да ги насмее другите корисници, ама многумина не го сватиле и неговата шега станала една од најлудите теории на заговор што некогаш била измислена. Така некои од овие што ја прочитале приказната сега мислат дека Финска уствари е море и мапите на кои е прикажана држава уствари се лажни.
Собственици на морето се јапонците и го користат за да можат да ловат надвор од својата територија. Пазете го! Рибата, која тука ќе ја фатат, ја праќаат по Транссибирската железница, маскирана како производи на компанијата Nokia. Ова го објаснувало фактот зошто Јапонија увезува толку производи на Nokia. Они не купувале мобилни телефони, туку риба! Сега, според истата теорија, излажани се и луѓето кои мислат дека живеат во Финска. Они уствари да ти живееле во Шведска. Ај сега да ме видам. Ова се случува сега, во 2017 година. Не било некогаш, сега и на оваа планета луѓе веруваат во вакви работи. Ако размислам подобро, искрено ова и не е така лош. Замислете нам да ни се случи. Ние уствари не постоиме, не лажат дека живееме во Македонија. Ова све што ни се случува да ти било уствари некој експеримент, да видат до кај можеме да издржиме. Кај да е некој ќе дојде и ќе ни каже: браво бе, ама издржавте. Фала, басте срце. За нашиве ќе поговараме ли вака понеделнички? А има материјал? Ај со ред. Протест бе, протест. Аман, што се чудите? Туку сега ми текна дека утре е 21 март, а ние Локумов го почнавме на 21 февруари. Што значи, утре вадиме еден месец. Мало роденденче на кој ќе ве подсетиме на нашите успеси во изминатите 30 дена. Ај чао сега и памет у глава, останете со ТВ Нова. Ai!